Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, следува редовната пресконференција на министерот за здравство доктор Венко Филипче, на која ќе не информира со новата состојба околу коронавирусот. После обраќањето на министерот Филипче и неговиот заменик Арслани ќе одговарат на новинарските прашања кои за прв пат од денеска ќе можат живо да ги поставуваат преку нашата онлайн алатка. Дарувар четвртарот Република Македонија. Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, може да ја следите пресконференцијата на министерот за здравство Венко Филипче, а после министерот Венко ќе се обрати и заменик министерот Арслани, ќе одговараат на прашања кои што денес за прв пат можат лајв да ги поставуваат новинарите преку онлайн комуникација. Сега му давам збор на министерот Филипче. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска имаме уште една почината пациентка заболена од коронавирусот. Тоа е пациентката која што подолго време беше на респираторна машина, пациентката од Дебар, и покрај сите напори на лекарите, медицинските сестри, интензивната терапија, за жал таа почина денеска пред неколку часа. Беше на 66 годишна возраст и во историјата имаше податок дека прима хронична терапија за хипертензија. Во изминатото деноноќе имаме заклучно со 12 часот денеска нови 29 случаи на диагностицирани пациенти со коронавирусот во нашата земја и по градови Скопје 20, Куманово 3, Велес 3, Прилеп 2 и Дебар 1 лице. Со вкупната бројка на диагностицирани пациенти со COVID-19 вирусот денеска до 12 часот изнесува 177 лица. Според местото на живење, досега пациенти се регистрирани во следните градови: Скопје, Дебар, Куманово, Штип, Кавадарци, Охрид, Гостивар, а од денеска и во Прилеп и во Велес. На инфективната клиника се направени контролни тестови на 4 пациенти. Тоа се пациенти кои што веќе подолго време се лекуваат таму и тие контролни тестови направени, материјали земени пред 2 дена се негативни. Од тие 4, 3 се во значајно добра состојба и кај сите 4 ќе биде земен уште еден контролен тест согласно протоколот во текот на следниот ден, и доколку и тој тест е негативен, 3 пациенти ќе бидат спремни да се упатат на домашно лекување. Мора да напоменам дека нивната состојба во изминатиот период постепено се подобруваше и согласно сегашниот наод на белите доробови, согласно клиничкиот статус, согласно овие тестови, исклучително се мали шансите да во оваа фаза на лекувањето дојде до некаква компликација или влошување. Од 29 нови случаи, 5 лица се од кожната клиника, кои после 16 дена поминати во изолација, без никакви симптоми на контролните, односно на земјените материјали, тестови, со оглед на тоа што беше поминат инкубациониот период, тие имаат позитивен резултат. Тоа се колеги, тие се во добра општа состојба, се практично асимптоматски, го чекаат дома во домашна самоизолација, периодот 14 дена да помине, ќе продолжат да бидат во домашна самоизолација согласно нивната состојба во интензивна комуникација со колегите од инфективната клиника. Со оглед на тоа што во оваа група навистина има повеќе овој лица, денеска се овие 5 позитивни случаи од 30 тестирани, а во следните денови продолжуваат да се тестираат сите поделени во групи со цел да се постигне и со испитување на резултатите од другите пациенти кои што доаѓаат од другите места. Значи, поделени се луѓето во повеќе групи, во повеќе циклуси, сите тие треба да завршат у следните 4 до 5 денови.
Пред да поминам на останатите информации, сакам да се осврнам за некои детали кои што излегуваат во врска со пациентите, во врска со диагностиката на коронавирусот. Сметам дека е на некој начин добро што во многу рана фаза се открива дел од новодиагностицираните, дел од пациентите, заради тоа што тоа значи дека здравствениот систем може да ги амортизира бројката на пациенти. Сметам дека во епидемиолошка, но и во перспектива во смисла на терапија да се открие пациент без разлика од што за ова посебно да е носител на вируса, да нема никакви симптоми, е добро заради тоа што се преземаат дополнителни мерки и практично може да се спремаме да се даде соодветна терапија. Ги анализираме искуствата од практично сите земји во светот, стручниот тим во рамките на Комисијата за заразни болести, епидемиолози, инфектолози, професори на фармацевскиот факултет, понатаму од повеќе клиники во Скопје интензивно комуницираме во изминатите денови, ги анализираме сите публикации, ги анализираме искуствата кои што веќе се имплементирани во дел од земјите, слушаме и за мерките во околните земји и сметаме дека со овој начин на пристап, со детални епидемиолошки анкети, понатаму со тестирање тогаш кога ќе помине инкубацијскиот период и со апели и со цврсти пораки дека овие мерки на самоизолација, почитување на прекинот на социјалните контакти, дека е тоа што најдобро може во овој момент и треба да се направи во нашата земја. Во смисла на ова и со оглед на големиот интерес на јавноста во следните неколку денови или во викендов или на почетокот на следната недела ќе излеземе со една детална статистика за тоа што до сега се случува со бројот на пациенти, со јасно да ги прикажеме за граѓаните диаграмите како се однесуваат бројките и нормално очекувањата во рамките на можниот процент на грешка согласно анализата на епидемиолозите. Во овој момент денеска ќе имаме и дефинитивната бројка на сите лаборатории согласно посетата и стручните состаноци на раководителката на лабораторијата во Институтот за јавно здравје на приватните установи, да доколку ги исполнуваат условите се вклучат во мрежата за да се зголеми капацитетот на тестовите. Добро функционираат пунктовите, матичните лекари закажуваат термини 120 плюс 50 тестови веќе. Овој е капацитетот на нашата лабораторија во Институтот за јавно здравје. Денеска имаше и состанок за тоа како оперативно ќе се спроведи мобилното тестирање пред се во местата, градовите кај што сметаме дека најмногу овој треба за да се олесни пристапот на пациентите, за да се пристапи и до потенцијални ризични групи. Во тек сега е седницата на владата на Република Северна Македонија на која што се дискутира предлогот за тоа како ќе се организира полицискиот час и ограничувањето на движењето во текот на викендот. Имаше дискусија за повеќе опции, непосредно после завршувањето на седницата ќе информираме за тоа како ќе биде регулирано движењето за периодот од петок до понеделник следната недела. На крајот уште еднаш би повторил дека во оваа битка и пред оваа закана со вирусот сите сме еднакви, мора да се придржуваме до препораките, до правилата, затоа што ако не се спроведуваат мерките, нема да има заштитени. Секој ни е, буквално секој важен во оваа битка со одговорно однесување, со придржување до советите овде од владата, кои што доаѓаат преку стручните комисии, стручните лица, Комисијата за заразни болести, Централниот штаб во владата. Тоа се официјални препораки, издржани стручно врз основа на епидемиолошки, научни проценки и капацитетите на здравствениот систем. Сите сме одговорни пред овој предизвик, сите носиме одговорност заради тоа што само заеднички може да го победиме овој голем предизвик. Благодарам.
Благодарам, министре. Така како што најавив на почетокот на пресконференцијата, колегите новинари ќе можат преку нашата алатка онлайн, воспоставена во соработка со представниците на медиуми, да поставуваат прашање. Прво ќе праша колешкава Елена од телевизија Телма. Елена, повеле. Министре, според епидемиолошките анкети кои ги прават епидемиолозите со заболените, дали има сознанија како се шири COVID-19 во Скопје, како се заразени, бидејќи имаме за прв пат случаеви во Велес и во Прилеп, како се заразени тие таму, и дали во Куманово има и повторно медицински лица во новозаразените, и дали повторно во Куманово има сомнителен случај со негативен тест? Ова нека биде првото прашање. Во Куманово се завршени сите тестирања кои што беа индицирани како материјал земени во текот на вчерашниот ден и има тројца позитивни пациенти. Нема нови здравствени работници, освен тие кои што работеле во одделот за анестезиологија, понатаму медицинска сестра и одделот за инфектологија. Во однос на ширењето и трансмисијата, предпоставка на епидемиолозите, заради тоа што тука навистина не можеме да бидеме секогаш сигурни, заради тоа што нови патишта на ширење на вирусот практично се анализираат секојдневно и нови публикации во однос на тоа излегуваат, има предпоставки, има за нешто и докази во разговор со италијанските колеги тоа дека останува и на обувките и така натаму. Предпоставката, да одговорам конкретно на прашањето, е дека се шири по капличен пат, значи преку флигеловите капки или со нечисти раце. Тоа е предпоставката за сите наши случаи кои ги имаме со локална трансмисија. Од тука ќе искористам повторно приликата да апелирам да се луѓето придржуваат до препораките, да се одржува дистанца помеѓу луѓето и да се редовно мијат рацете. Продолжуваме со други прашања. Колегата Кристијан Љандов, повелете. Благодарам. Министар, најпрво, дали се размислува за изолирање на одредени општини од Скопје, односно затварање на општините, или можеби па изолирање на цело Скопје, затварање на цело Скопје, поради тоа што најголем број од случаите, барем од последната денонокија од овие 24 часа, се од Скопје? И второто прашање, дали можеби се размислува за затварање на Куманово, бидејќи веќе 3 дена, ако не се лажам, тамошните власти го бараат тоа? Во однос на Куманово, веќе вчера владата донесе одлука да се прекине целиот градски и меѓуградски превоз со сите општини согласно тоа што епидемиолозите утврдија дека може да е потенцијална загрозена група, имајќи посебно предвид дека еден од заболените доктори практично живее во населба надвор од Куманово. И во истата смисла се анализира и се разгледува и градот Скопје. Добро е што дел од овие ново диагностицирани се практично луѓе кои што биле во самоизолација и истата ја почитувале, но ова што сега во овој момент го дискутира владата после предлогот кој што дојде од Комисијата за заразни болести утро, практично значи и дополнително ограничување во комуникацијата за и отворените комуникации и транспорт за време на викендот. Веднаш кога ќе се донесе одлука, ќе известиме јавноста, меѓутоа дискусиите одат во насока на тоа да значајно се намалат комуникациите за време на викендот, а за понатаму од понеделник веројатно ќе имаме друга дискусија. Се со цел да се намалат социјалните контакти, да се застане на патот на ширење на вирусот. Значи, целта е да се постигне токму тоа во кој контекст е и прашањето. Продолжуваме со следниве прашања. Канал 5 повели. Така, Михаела Димовска од Канал 5 телевизија. Министре, ќе ве молам да ни одговорите дали заболените во Скопје се од повеќе различни општини или се концентрирани на една или неколку, и рековте дека од денеска ќе почне да се
користи и новата терапија? Кога очекувате ова да даде резултати? Во однос на општините се работи на анализата на луѓето, на кластерите, таму веќе има и луѓе кои што се наоѓа на домашно лекување. Ние тоа го иницииравме како прашање уште пред 2 дена кога стигна првото прашање. Работат колегите во електронската база, така да веднаш кога ќе биде готово, да не земам сега обврска со оглед на тоа што не би сакал да сгрешам дали тоа ќе биде денес, утре или заутре, меѓутоа ќе дадеме и таа скица, може да го тоа објавиме на мапата која што дневно се апдейтира на сајтот на Институтот за јавно здравје. Во однос на терапијата, со оглед на тоа што официјално завршија сите постапки во комисиите, во Агенцијата за лекови, денеска 2 пациенти на инфективната клиника веќе се ставени на терапијата. Потребна е да се направи кардиолошка анализа, ЕКГ, заради тоа што има таму и една контраиндикација, значи не се дава на сите пациенти. Да искористам овој ситуацијата и прашањето и да укажам на тоа дека во таа смисла не треба луѓето да купуваат на своја рака или да се обидуваат да ги најдат лековите, заради тоа што не е тоа безазлена терапија, мора да се даде според точна индикација на лекар специјалист. Значи, доколку има и најмала промена во ЕКГ-то, тогаш, и таму има една карактеристика која што се анализира, тогаш оваа терапија е контраиндицирана. Значи, денеска ќе заврши кардиолошките прегледи на сите пациенти кои што се хоспитализирани на клиниката, после што ќе се утврди на која група на пациенти ќе се даде оваа терапија. Истовремено веќе се прави план како тоа да се направи и на лицата кои што се на домашно лекување. Таа терапија ќе се дава во болнички услови. Значи нема да им се препишува и да ја примаат дома, зашто веќе организираме систем на транспорт. Продолжуваме со други прашања. Елида од портал МК, повелете, Урналида. Благодарам, Мухамед. Дали ме слушате? Да, повелете. Едно прашање за вас. Колку пати се тестира еден пациент? Колку се тестираат сега? Колкав е максималниот капацитет и за колку време ги добиваат резултатите? Вкупната бројка веќе надминува 1000 тестирани на лица. Можам точно во текот на денот да извадам статистиката. Во однос на резервите на тестови имаме сосем доволно и од постојната резерва и од набавката која што се заврши и од тие следни набавки кои што веќе се започнати преку Институтот за јавно здравје. Но еве дозволете точната бројка да ја дам после пресконференцијата. Продолжуваме понатаму. Повели колечкавата од Нова ТВ. Точи, повели. Добар ден, дали се слушаме? Во ред, повели. Вака, малку е нејасно околу пациентите во Кумановската, во Куманово. Дали се тоа заразени пациенти во болницата или се тоа пациенти граѓани кои што не биле хоспитализирани во болницата, како прво прашање, бидејќи вчера беше нејасно кој е петиот. Кажавме за 4 здравствени работници, но беше спомнати петиот. Кој е петиот пациент и кои се денешните пациенти? Во Куманово се направени епидемиолошки анкети и разговор со практично сите вработени во болницата и сите членови во семејството, веројатно не во временска разлика од неколку часа заради тоа што тоа го работи истиот тим од Центарот за јавно здравје. Меѓутоа сите кои што се диагностицирани се во врска или семејна на пациентката која почина или тие кои што биле во процесот на лекување. Нема лице кое што е надвор од оваа група. Меѓутоа, со оглед на интензивните разговори кои што ги имавме со директорката на Кумановската болница, веќе направивме план да дополнителна бројка на дополнителен стручен тим од инфектолог заедно со епидемиолог
веќе од денес телефонски комуницира, веројатно утре и физички ќе бидат присутни на терен со цел да се организира работата на оделението за инфективни болести. Така да сметам дека можно е да има и дополнителни индикации за прашалници, анкети, а се во врска со лекарите кои што беа, односно медицинскиот персонал и членовите на семејството на пациентката. Продолжуваме со прашањата. Наташа Договска, XMK, повели Наташа. Благодарам. Почитуван министре, во услови на пандемија, каде се препорачува како најважна превентивна мерка личната хигиена, пристапот до вода треба да е безусловен, па ме интересира што е превземено за маргинализираните лица, особено бездомниците и децата на улица, и дали имаме регистрирано заразени од оваа група на граѓани. Благодарам. Колку што јас знам, не стигнала таква информација. Ние разговаравме со представници на Министерството за труд и социјална политика, како да им се пристапи на овие лица, посебно на лицата во пониските социјални слоеви. Се планираше и соодветен пристап и помош до нив, и сето тоа ќе биде веројатно организирано до крајот на оваа недела. Продолжуваме со другите прашања. Денес магазин, повели. Сонја Јановска Деловска од Денес магазин. Јас сакав да поставам прашање околу терапијата со азитромицин и хлоракинин. Меѓутоа, веќе министерот одговори на дел од тоа прашање, меѓутоа пак би го повторила прашањето, затоа што многу граѓани на своја рака ги купуваат овие два лека и во домашни услови самите се лекуваат со оваа терапија. Значи, колку што ние сме известени вака, ние сме медицински лица, знаеме дека сумамедот или хлоракининот може да направат контраиндикации и да се луѓето, значи, алергични на некои од тие лекови. Во тој случај, каква ќе биде јавната порака, апелот од министерот до сите тие што самоволно ги купуваат лековите и се лечат по дома? Накратко да се повтори истото како еден апел до граѓаните. Апелирам и молам сите граѓани ова да не го прават. Значи, дури сите диагностицирани пациенти, дури со средна и со тешка клиничка слика, не се погодни за оваа терапија. Оваа терапија е така наречена off-label, не е влезена во препораките на самите лекови производители, тоа се они упатства кои што стојат во кутиите на лековите, но се тестираат и се даваат заради тоа што дале добри резултати. Кај група од пациенти, дека има значено подобрување за 5 до 7 денови, но после детални кардиолошки испитувања. Заради тоа што доколку има и мало отстапување во ЕКГ-то, кое што се гледа тамо во некои детаљи при изведувањето на електрокардиографското испитување на срцето, доколку се примети таква неправилност, лекот не се дава. Може да предизвика промени во ритмот на срцето и тоа да даде дополнителни компликации. Значи, апелирам луѓето на своја рака да не купуваат и да не помислат да зимаат сами ваква терапија, а уште помалку па тоа да биде некаква форма на превенција. Продолжуваме. Колегата Александар Бошковски, повелете. Добар ден. Министре, во Прилеп веќе се потврдени 2 случаи на заразени од коронавирус. Дали имате информации какви симптоми почувствувале, каква е нивната состојба и со колку лица до сега биле во контакт? И дали сметате дека веќе е време државата да ја ставите во целосна изолација за да прекине да се шири пандемијата? И благодарам. Во овој момент не ги знам деталите за пациентите во Прилеп, може да ги видиме во епидемиолошките анкети и после тоа да одговориме на прашањето веќе во текот на денот. Дополнително ограничување на движењето е нешто за што сега се дискутира во овој момент на владината седница. Лично сметам дека треба
да се направи и ќе известиме после завршеток на седмицата како ќе биде тоа регулирано. Пред се тука станува збор за викендот кој што е пред нас. Продолжуваме со прашања. Сител телевизија, повеле. Министре, спомнавте дека сега на влада се разгледуваат дополнителни мерки за викенд, меѓутоа дали бидејќи Комисијата за заразни болести ви заседава секој ден, предлог на епидемиолозите кои што се дел во таа комисија е да има 24 часовен полициски час за време на викенд и може ли да ни кажете какви тестови се користат за тестирање на коронавирус, бидејќи самите кажувате дека кај некои имаме 2 негативни, па потоа се појавуваат позитивни како што се случаите со контактите од директорката на кожна клиника. Во однос на предлогот се разгледуваат две опции. Една е дополнителна рестрикција во смисла на продолжување на полицискиот час, а друга е уште поригорозна мерка со кој што би се уште повеќе ограничило движењето, меѓутоа еве нека заврши седницата и после тоа ќе излеземе со конкретната информација. Добро е прашањето за тестовите, заради тоа што многу се изборува и пишува во последните неколку денови. Значи, има 2 типови на тестови. Едни тестови кои што го детектираат самиот предизвикувач, односно вирусот, и тоа се тестови кои што ги имаме ние, се прават во таа специфична лабораторија со специјална технологија и не постои тест кој што е специфичен 100%. И 99% кој што е висок степен на сензитивност, сепак остава простор да има и негативни резултати кај пациенти кои што се носители на вирусот, и тоа опишано во светската литература. Другиот тип на тестови се тестови кои што ги детектираат антителата. Значи, откако пациент ќе ја прележи болеста, тогаш се ствараат антитела. Таа сензитивност е уште помала, некаде околу 80%. Масовен скрининг се прави со токму тие тестови, заради тоа што е тоа полесна техника. Меѓутоа, тоа што е помала сензитивноста и тоа што во само еден мал период од неколку денови се поклопуваат деновите во кои што може едниот тип на антитела да се поклопи со се уште присуството на вирусот, заради тоа што после тој ден-два веќе го има другиот тип на антитела, кои што траат подолго, а вирусот веќе го нема. Ние во овој момент очекуваме стручно мислење од лабораторијата наша во Институтот за јавно здравје, дали и таков тип на тестови може и треба да се воведат во стручните кругови во рамките на Комисијата за заразни болести. Има различни мислења дали е потребно да се прават вакви тестови или не, со оглед на тоа што веќе има строги мерки на изолација, ограничување на движењето, заради тоа што ваква детекција, дури на такви пациенти кои што со таков мал степен на сензитивност на тестот евентуално би се нашле, повторно би се препорачала самоизолација. Така да, мнозинството од стручни лица во рамките на работата на Комисијата за заразни болести смета дека тестот за детекција на вирусот, кој што ние го имаме, заедно со деталната епидемиолошка анкета која што се прави во рамките на сите кластери, дополнително со сите строги мерки за ограничување на движењето и ова што планираме да го направиме и во текот за време на викендот и следната недела, е тоа што најдобро одговара на нашите околности. Ја оставивме и опцијата да се разгледа и се добие стручно мислење за другиот тип на тестови и да после тоа, согласно стручното мислење, постапиме дали ќе се воведат и тие или не. Но, ќе повторам, тоа е тест кој што има многу низок степен на сензитивност и заради тоа сметаме дека може да даде многу лажни резултати кои што ќе ни ја прикријат вистинската слика. Мислам дека е добро што имаме голема бројка на детектирани пациенти во исклучително рана фаза. Внимавајте, дури детектирани
пациенти носители на вирусот кои што се асимптоматски. И тоа е суштината на овој процес. Што повеќе да се амортизира приемот на пациенти во здравствените институции. Продолжуваме со прашање. Второ прашање за Кристијан Аеденон, повели. Благодарам. Дополнително прашање во однос на тестовите, односно она што веќе го спомена колешката, само ќе се надоврзам. Тестирањата се прават и во приватни клиники, како на пример Жан Митрев. Прашањето ми е дали се плаќаат тие тестови, тука барам конкретен одговор. И второ прашање во однос на коронавирусот е за трансфузиологија Охрид, дали се направени тестови на вработените со оглед дека вчера им истече 14-дневната изолација, откако 9 дена, ако не се лажам, биле на работа претходно, бидејќи не знаеле дека биле во контакт со заболено лице. Да, ќе се чека да истечат 14 дена, дополнителни евентуално 2 или 3 денови, така направивме со овие колешки и колеги од клиниката за кожни болести и после тоа секако дека сите ќе бидат тестирани свено во насока на потврда дали им се носители или не се носители на вирусот, дури и да немаат симптоми, а се во насока во рана детекција на овој случаите. И во однос на првото прашање, тестовите се уште се плаќаат. Денеска ќе заврши овој анализата, проверката со станоците со сите лаборатории кои што покажа интерес и кажа дека ги исполнуваат условите. Од кога ќе заврши увидот од страна на нашата лабораторија, стручните наши лица од Институтот за јавно здравје, ќе се достави соодветен овој предлог до фондот со цел да се зголеми капацитетот на овој тестирање. Предпоследно прашање, Елена Телма телевизија, повели. Министра, рековте дека 5 мина од ново заболените биле во контакт, односно лицата кои што беа во самоизолација со екс-директорката на Кожно. Колку вкупно лица се тестирани, значи колку други биле негативни, колку останува да се тестираат? Тоа ми е едното прашање. Другото, дел од лекарите посочуваат дека во поликлиниките сепак нели доаѓаат пациенти лично, само оние што се јавуваат телефонски, дека дел од граѓаните не носат, немаат заштита на себе. Една од причините веројатно е затоа што нема достапност на секаде на маски и опрема, на маски и на ракавици, и прашуваат, бидејќи во некои поликлиники веќе имало правила за тоа, некои немало, се во насока да не се шири болеста и во болниците. Ние се соочуваме со овој голем предизвик кога ги лоцираме веќе материјалите ширум светот, не само ние, сите земји. Направивме и наш еден модел, се понудија многу наши текстилни компании да после добивањето на дозвола од Комисијата за заразни болести за материјалот, дека тој може комотно да ја замени дво- или трослојната маска со цел да се подели на јавно здравствените институции, вклучувајќи ги матичните лекари. Тоа беше често поставувано прашање, заради тоа што се тие веќе вклучени во системот на закажување. Така да тоа е во тек, верувам дека во следните денови веќе ќе излезат и првите примероци маски ќе бидат после дистрибуирани. Свесни сме, меѓутоа апсолутно сите институции во сите, не само околни држави, сегде низ светот се соочуваат со овој предизвик да се најде потребната опрема врска со третманот на оваа болест. И за овој кожната клиника 5 се позитивни од 30 тестирани, ќе се тестираат во 5 до 6 циклуси. Значи не можеме сите да ги тестираме одеднаш, заради тоа што ќе се угуши капацитетот за другите материјали кои што стигнуваат. Значи сега се тестирани 30 и ќе стигне бројката до некаде 180 или 90 луѓе кои што беа во самоизолација. И последно прашање, Елида Портал МК. Дерит. Значи, министре, да се вратиме на прашањето колку време е потребно да се добијат резултатите од тестот. Тоа беше првото прашање. Дали има луѓе со симптоми на короната во некои од нашите затвори, бидејќи се пишува за тоа, се крева паника. И третото ми е дали во овие услови децата треба да ги примат редовните вакцини и да се изложат непотребно на ризик. Има некои училишта кои се жалат дека ваков налог добиле од вашето министерство. Фала.
Во однос на вакцинацијата, може во редовен термин да се вакцинираат новороденчињата и предшколските деца, а кај школските деца може да се одложи вакцината за 2 до 3 месеци. Тоа е стручно мислење на Комитетот за имунизација. За затворите не сум слушнал до сега дека има овој заболени лица и тестирањето, технологијата на тестирање трае некаде 3 до 4 часа, процесот на изолација, изработка на самиот тест. Можно е да се чека на тестот и повеќе, заради тоа што од голем број на тестови кои што стигнуваат, па во лабораторијата ги пуштаат во неколку групи. Така да доколку не е во една, друга, третата група, можно е да се чека овој на тестот и практично во текот на целиот ден. Почитувани колеги новинари, беше тоа и последното прашање преку онлайн алатката за комуникација со министерот Филипче и неколку прашања од колеги кои не се акредитирани уште за онлайн комуникација. Прво прашање, на колку лица од општина Шуто Оризаре министре им се дадени решенија за изолација или подпишале изјави за домашен карантин? Има ли некој кој е во изолација или бил тестиран за коронавирус? Добро, ја правиме ние сега анализата по општини и за кратко време во следниве денови таа ќе биде јавно ставена на сајтот кој што се објавува на Институтот за јавно здравје. Голем број од населението таму е во социјален ризик, продолжението е првото прашање. Немате здравствено осигурување, а некои немате ниту основни документи за нивното постоење. Кој е предизвикот за заштита на ова категорија на луѓе во време на пандемија? Имате ли план како ќе постапувате со овие случаи при евентуална потреба за тестирање, лекување и контрола? Добро, веројатно ако се изнуди потреба да некој биде на лекување, се разбира дека е од второстепено значење дали имаат лични документи, осигурување и така натаму. Сигурно дека ќе се најде начин, никој нема да биде оставен по страна во смисла на овој првиот дел од прашањето. Значи, практично овие мерки за строга изолација, почитување мерките за ограничување на движењето важат на секаде, без разлика во која општина, во кое место во државата. Значи, се додека се придржуваат граѓаните, без разлика каде живеат, тие мерки ќе дадат соодветен ефект. Продолжуваме со следното прашање. Матичните лекари барат овозможување на опција електронски рецепти со цел намалување на бројот на хронично болни пациенти кои би се упатувале во ординациите за подигнување на рецепт за неопходна терапија. Ова секако оди преку Фондот за здравствено осигурување, па дали ќе се овозможи ваква опција со оглед на тврдењето дека лекарите истата техника е изводлива, а дополнително би помагнали и за поголема заштита на матичните лекари и останатиот медицински персонал, но и за пациентите. Добро, веќе е продолжено времето кое што важат тие рецепти. Сега во еден момент веќе нема потреба да се оди на специјалист, може на матичен, меѓутоа ако има вистинска потреба да се оди на матичен лекар, тогаш очигледно дека има потреба и да се појави пациентот таму. Како форма на електронски запис тоа постои. Меѓутоа, ако има потреба од преглед, тогаш и физички треба човекот да се појави на пациентот, да се појави на матичниот на лекар. Јас верувам дека секоја координација има механизам како да ги одвои фебрилните од афебрилните пациентите. На тој начин да се разделат ризичните категории на граѓани со тие кои што доаѓаат со симптоми на фебрилност. Продолжуваме уште неколку прашања. Министре, претходно ја објаснивте логиката на изолацијата и прекинувањето на социјалните контакти во борба против COVID-19 и на ова стратегија владата енергично се фокусира. Имено, логиката е дека после 2 инкубацијски периоди, надежта е дека вирусот ќе го снема. Колку време во денови се овие 2 инкубацијски периоди што ги спомнавте? Два пати по 14 денови, меѓутоа е многу рано сега да предвидиме кога би почнало тоа, заради тоа што сме ние се уште во нагорна линија на регистрирање на пациенти. Значи, почеток на овој период од 2 инкубацијски периоди е сега за сега, се уште рано и на вистина временски не би можеле да предвидиме кога би започнал.
Дали, министре, зголемениот број на заболени со COVID-19 во Скопје се должи на контактите со директорката на клиниката за кожни болести? Добро, кажав дека од клиниката за кожни болести сега има 5 диагностицирани пациенти со тоа што тие се асимптоматски, сметам дека е тоа добро. Бројката на испитани до сега е 30 во неколку циклуси, следните денови ќе се доиспитаат сите луѓе кои што беа во самоизолација. Продолжуваме со прашање. Колку проценти од заболените од COVID-19 се здравствени работници? Од вкупниот број, можам бројката да кажам за кратко време, некаде 14 или 15 се здравствени работници, вклучувајќи ги овие сега диагностицирани во Скопје. Тоа е во Кавадарци, понатаму во Дебар, сега во Скопје и во Куманово. 14 или 15 се здравствени работници. Колку проценти од вкупната бројка на заболени со вирусот се лекува во домашни услови? На клиниката се хоспитализирани 35 пациенти, на инфективното оделение се тројца и сите останати се на домашно лекување. 35 или 6 пациенти од сите тие се во Дебар на домашно лекување. Сакам да кажам дека има интензивна комуникација со нив во однос на нивната здравствена состојба, во однос на нивните потреби, во однос на проценката дали евентуално треба да се хоспитализираат. Во овој момент нема таква индикација, се анализира едно лице од Дебар денеска во текот на денот. Дополнително таа комуникација сега ќе се интензивира со воведување на транспорт за да се прими терапијата на клиниката за инфективни болести, односно во болницата во Дебар. Во каква здравствена состојба се децата кои што се диагностирани со вирусот и каде се лекуваат? Најмалото дете во 3,5 години во Скопје е на домашно лекување, понатаму девојчето кое што се лекува во оделението за инфективни болести во болницата во Штип, и од Дебар дете момче, ако се смета 15 години, и сите тие се во добра состојба, во смисла на тоа да е манифестацијата на болест во лесна форма. Продолжуваме со прашањата кои се стигнати во официјалниот мејл на Министерство за здравство, кои како граѓаните да ги разликуваат симптомите помеѓу сезонски грип и COVID-19 и кога да побарат лекарска помош? Треба да побарат лекарска помош во било кое сценарио и да се сомневаат дека може да се во некоја ризична група за COVID вирусот, но добро е што сега бројката на пациенти од сезонски грип опаѓа и тоа е согласно историските податоци. На крајот на март веќе тие пациенти се навистина мали по број, малку по број. Продолжуваме. Дел од свештените лица се извинувам низ државата, ги повикуваат верниците да доаѓат во црквите и да се причестуваат. Велат ќе ги организирале литургиите на отворено и со простор помеѓу верниците. Дали на овој начин се доведуваат верниците во опасност од ширење на вирусот и кој би бил вашиот апел до надлежните институции? Апсолутно. Има важечка забрана за било какви масовни собери од страна на владата. Никој не би требало да повикува ова да се прекршува заради тоа што тоа е казниво по закон, без разлика за тоа кој е организаторот. Продолжуваме со наредното прашање. Какви активности се преземат за помош на инвалидизираните лица во ваква ситуација со оглед на нивната состојба, кој се грижи за нив за достава на храна, лекови? Како се заштитени овие лица во ова вонредна состојба? Доколку е здравствената состојба некако во тие групи на диагнози кои што треба дополнителна мерка, јас верувам дека е тоа во рамките на организацијата и негата како што било и до сега. Не стигнала некаква информација или барање или апел да се помогне на некоја група на граѓани со инвалидитет до сега. Претпоставувам дека во рамките на овие часови во кои што е дозволено движењето по возрастни групи, дека како број на часови е сосем доволно да се завршат потребите у текот на денот во смисла на посета на
маркет или аптека, дали е со помош или без помош согласно степенот на инвалидност. Дали ќе се исполни барањето на Кумановскиот кризен штаб за преместување на кампот за мигранти во Табановце? Според штабот, таму има 81 емигрант, дали се тие под соодветна лекарска контрола? Да, тоа е нешто што како систем функционира повеќе време. Тука е целосно уклучен Црвениот крст, тоа трае и повеќе години наназад. Беше вклучен и Центарот за јавно здравје на Табановце од Куманово, Гевгелија од Гевгелија, а во однос на барањето може да го дискутираме во рамките на состанокот на Централниот штаб во владата. Продолжуваме со заменик министерот. Важно е за да сме. Продолжуваме со заменик министерот. Болницата во Куманово вработениот персонал нема соодветна опрема за заштита при лечење. Дали се размислува за поголема заштита на медицинскиот персонал и ако да, како тоа би изгледало и кога би се реализирало? Благодарам. Постојано сме во комуникација со директорката во болницата во Куманово и моментално е обезбедено доволна количина на заштитна опрема, а исто така сме во комуникација и со другите институции и согласно според потребите така и ги обезбедуваме со соодветна заштита. Од друга страна, сакам да нагласам дека при третман на пациентите согласно се постапува според медицинските протоколи за заштита на медицинскиот персонал. Но исто така ќе нагласам дека во владина седница помина и точката дека раководителите на институциите според нивните потреби да можат и сами да обезбедат количината на заштитна опрема која што им е потребна. Елена Шип. Ние сме во постојана комуникација со директорката на Кумановската болница и моментално таму го имаме потребниот доволен материјал кој што им е потребен за нивните потреби и за медицинскиот персонал. Исто така сме и во постојана комуникација со останатите институции и во одреден момент преземаме мерки за да обезбедиме заштитни материјали кои што нив им се потребни, но она кое што јас сакам да го потенцирам е дека медицинскиот персонал кој што ја третира оваа болест, исто така, значи според протоколите, според медицинските протоколи, исто така действуваат и за нивна заштита и за нив е осигуран заштитен материјал. Но исто така ќе истакнам дека на владена седница помина и точка, значи е донесена одлука каде што менаџерите на институциите, раководителите на институциите и самите можат да прават набавка на заштитни материјали за кои што имаат потреба за персоналот на нивната институција. И последното прашање. Дали се вратени на работа пензионираните инфектолози од земјата да помогнат во епидемијата? Пензионираните инфектолози и другите стручни лица од оваа област веќе имат изразено интерес за да се вклучат во процесот за одбрана и надминување на ова ситуација од коронавирус. Но во секој случај ќе напоменувам дека нивната стручност и искуство ни е многу битно во овој момент. Но во секој случај тие ќе бидат вклучени во здравствениот систем согласно со проценката и потребата на јавната здравствени установи. Елена Шип. Инфектолозите, пензионери и сите останати здравствени работници од оваа област кои што за да помогнат на ситуацијата во која што е со коронавирусот изразија интерес за да помогнат и да влезат сите во тој алгоритам протокол кој што ние го евидентиравме и во една ситуација во која што врз основа на
на потребата која што би ни се појавила, ние сигурно би ги вклучиле, би ги ангажирале поради нивното искуство, значи би го искористиле нивното искуство и би ги внеле во системот за заштита на здравјето, значи во однос на ситуацијата со коронавирус. На крај, почитувани граѓани, представници на медиумите, со цел уште поголема заштита на населението од ширењето на коронавирусот, владата на Република Северна Македонија денеска донесе одлука за дополнителна рестрикција на движењето на населението за времето на викендот. Се забранува движењето на сите граѓани за време на викенд, сабота и недела од 16 до 5 часот. Остануваат на сила и сите други претходно донесени забрани. На крај, ве препорачуваме да ги почитувате сите препораки и мерки од наднежните институции. НРУАР. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, ова беше крајот на пресконференцијата. На крај ве препорачуваме да почитувате сите мерки, сите препораки од компетентните институции на Северна Македонија што се однесуваат на COVID-19. Пријатно.